Благодарам. Почитувана пратеничке, вашата дискусија повеќе наликуваше на реплика кон мојата дискусија, но во рете, еве јас ќе реплицирам во однос на тоа што го кажавте. Споменавте, од кај да почнам? Споменавте дека вие сакате системски да ги решите работите. Искрено, нити имате визија, нити имате намера, нити системски ги решавате работите. Некаде кратите, на друго место вештачки од буџет испумпувате, затоа што не знаете, не зборувам лично кон вас, да не ме сватите погрешно, зборувам кон владата, кон оние кои што ги креираат мерките, а за жал, многу едноставно можеби ќе беше ако ја следевте вашата програма пред изборите и вашата владина програма, можеби полесно ќе и подобро ќе менаџиравте во целиот овој период од како сте на власт. Зошто велам дека системски воопшто не действувате? Скративте кај пензионерите и тоа и во износот на пензијата, но да ве потсетам дека со Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кој што беше усвоен од власта на 28 декември 2018 година, што се случи? Никој од вас тоа не го зборува. И верувам дека никој од вас и го нема кажано на гласачкото тело. Во членот 200, ќе ви ги цитирам, стариот и новиот закон, член 228. Во членот 228, во ставовите 2 и 4, по зборовите 2013 година се додаваат зборовите до 31 декември 2018 година. По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: за осигурениците од ставовите 1 и 3 на овој член, за секоја на тамошна година пензиски стаж исполнет по 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година, пензијата се пресметува во висина од 1,54%, а за пензиски стаж пократок од 1 година, а најмалку 6 месеци, пензијата се пресметува во висина од 0,77%. За пензиски стаж исполнет по 1 јануари 2020 година, пензијата се пресметува по висина од 1,47%, значи уште едно намалување, а за пензиски стаж пократок од 1 година, а најмалку 6 месеци, пензијата се пресметува во висина од 0,73%. Ова е со вашето системско решение. Што се случуваше претходно со стариот закон, донесен од владата на ВМРО ДПМН? Член 228, каде што во став 2 вели: за осигурениците од став 1 на овој член, за секоја на тамашна година, пензиски стаж исполнет по 1 јануари 2013 година, пензијата се пресметува во висина од 1,61%. Аха, а кај вас 1,54%. Има разлика? Пресметете. А за пензиски стаж пократок од 1 година, а најмалку 6 месеци, изнесува 0,81% од пензиската основа. 0,81% со 0,73%. Има разлика? Има, колеги. Намаливте од 1,61% на 1,54%, за сега од 2020 да намалите на 1,74%. Не само што ја скративте пензијата на активните пензионери, ја кратите и на сите нас, на сите идни пензионери. Вака системски ги решавате работите, односно системски ги уништувате благодетите на луѓето. Почитувана колешка Кузмановска, како можете постојано, каде треба и каде не треба да нагласувате Северна Македонија? Овие пензионери, за волја на вистината, најголем дел од нивниот работен век работеле во Република Македонија. Најголем дел од нивниот работен век и од нивниот живот работеле во Република Македонија. Тоа што го сменивте името, не треба да го нагласувате каде треба и каде не треба. Ради вас, ради сите нас. Имајте барем малку достоинство, ако ви остана. За друго, темата е за пензионерите. Зборувате дека пензиите ќе се покачат доколку бруто домашниот производ во претходната година има реален пораст повеќе од 4%. Кога до сега вие овозможивте 4%? Кога имаме ние пораст од 4%? Кога и самиот Државен завод за статистика истакна дека во 2019 година
во второто тромесечие имаме пораст на бруто домашниот производ од 3,1%. Кога ќе биде 4%? Кога ќе биде 4%? Уште 10 години да бидете на власт, вие 4% нема да возможите. За жал, тоа е само став од законот кој што стои, а никогаш нема да го почувствуваат пензионерите. Ке ве молам, ако дискутираме за пензионерите, да дискутираме. Поштедете не, постојано да го нагласувате Северна Македонија. Факт е дека го сменивте името, но не мора да боричкате во сршта на луѓето. Барем таму каде што не сте обврзани, не го користете. И кога станува збор за пензионерите, за покачување на пензиите, ќе завршам со мојата реплика. Ако платите, кои што вештачки ги покачувате, затоа што имавте мегаломански ветувања пред изборите, намерно, бидејќи сакавте вештачки да ги покачите платите, намерно го изфрливте овој дел од законот за покачување на пензиите, се со цел за да не бидете обврзани законски, да го покачите и износот на пензиите. Затоа го скративте овој дел. Наменски, за да пензиите се покачуваат само по еден основ. Ако веќе сакате да бидете искрени пред јавноста, кажете дека во буџетот не се предвидени средства и немате пари за покачување на пензиите и дека предизборното ветување било само едно од многуте предизборни ветувања кои што ќе останат нереализирани. Барам кажете на луѓето, имаате разбирање. Ветивме, не сме во можност. Или ветивме на вас, ама еве сега сметаме дека има приоритети. Затоа што вештачкото покачување на платите ви создаде проблеми во многу сектори. Што бара образование? Не сакам да бегам од тема на тема, но е поврзано со покачување на платите. Преводените во образование бара да им се исплати платата согласно покачување на просечната плата и колективниот договор. И вие им велите ќе им покачите 10%, а законски сте обврзани да им покачите 25%. Па тоа се интелектуалци кого замајуват. Кого замајуват? И да не зборувам во другите сектори, ќе излезе дека сум надвор од темата. На пензионерите им го скративте покачувањето на пензиите, затоа што вештачки ја покачивте просечната плата во Република Македонија. Убаво ќе беше да имаше реално покачување во сите сектори и на тој начин да не страдаше буџетот и граѓаните да се осеќаа покомотно. Но вака, со популизам, ќе отидеме само до банкрот. Државата ја водите кон банкрот. За ова предупредува и Меѓународен монетарен фонд. Благодарам.